Почитувани гледачи, добар ден, добро дојдовте на програмата на К3 телевизија. Стартуваме понеделнички со емисијата утринска програма Нов ден. За денеска навистина имаме еден интересен соговорник кој има да каже многу интересни податоци за богатото историско минато на Куманово, а тоа е господинот Тоде Георгиевски, во Кумановци наречен Мендол. Господине Георгиевски, добар ден, добро дојдовте. Прво да појаснам нашите гледачи дека ние овдека во нашето студио имаме фотографии кои мислам дека никој ги нема во Република Македонија, ексклузивни фотографии од Куманово, од обичаите на градот, од неговото историско минато, како се живеело, како се договорило и така натаму. За почеток, вие го носите името на нашиот правоборец Тоде Мендол. Како дојде до тоа работа? Пред се, добар ден за сите гледачи на К3 телевизија. Сега, во врска со името, чичо ми и татко ми се биле првоборци, учесници во НОП од 44 година. Тие во борба против Дренок, во борба против четници во селото Дренак, чичо ми го загуби животот и беше убиен. После тоа, татко ми, кога војната завршила се, пред своите другари, дал збор дека ќе се жени, кога ќе се ожени, првото машко дете што ќе му се роди, ќе даде име на неговиот брат Тоде. Кога јас се родив, јас имам сестра постара од мене, кога јас се родив, татко ми на мене тоа име ми го дал. Сега, да стартуваме веднаш, да не губиме време. Овдека има некои фотографии за времето на Кралството Југославија, потоа и други интереси. Може да ја прокоментираме оваа слика? На оваа слика се навоѓа дедо Андон. Тој живееше кај сега што е локалитетот Чоче, ама испод Зелен пазар. Тоа додека не беше изградено, ние како деца додека бевме, местото се викаше Јурија. Така. Дедо Андон е татко на Цане Копилј. Цане Копилј кој имаше два сина, Боре и Раде, чини ми се, една сестра на која името не се сеќавам, ама еве тоа е една свадба у тоа време, по моје некаде 30-та година, така нешто. Да, овие фотографии навистина се многу интересни и вредни. Сега ќе посочам имињата кои ги знам. Ајде, повелете. До дедо Андон е мојата баба Дока, на татко ми мајка, моја родена баба, додека другата не ја знам, а овдека е па баба Дана, незината сестра, и незиниот сопруг Миле, дедо Миле, кој што имаше како крпач, како работилница своја, ципели за поправка на чевли, сите го знаат во тоа време, но има изминато повеќе од 20 години како тој е умрен, нив ги знам. Инаку, ова е една слика, свадба во тоа време, како се правела, како се сликало, како биле облечени луѓево. Ова е слика 1939 година, тоа е твојот дедо Киро. Ова е слика од дедо ми Киро. Како човек беше тој? Тој беше човек, беше шофер во тоа време. Во тоа време, исто како и во наше време, кога имало сликарници. Во ова одело облечен он како бозаджија. Ќе отиде во сликарница, ќе се облече од тоа одело и како представува бозаджија. Тоа има голема символика, затоа што боза во тоа време се продавало по улици. Се продавало боза, се продавало сладолед и он од тоа време во тоа време сакал да си има некоја успомена, се сликал и додека бил жив. Па дури во некои вестници од тоа време пишува дека кумановци многу пиеле боза. Така
Така се продавало бозе и се одело. Тоа исто така најубаво е отсликано во драмата на Васил Илјовски, Ленче Кумановче или Бегалка. Тука е најубаво прикажано тоа продавање на ова време на Сега малку ќе прескокнеме, еве на нашите гледачи, па ќе покажеме ексклузивна фотографија, мислам дека никој нема ова. Ова е погребот на нашиот легендарен народен херој Христијан Тодоровски Карпуш. Да. Ова е погребот на Карпуш, еве доле гробот, венци поредени, зима, снег голем. Татко ми ни расправаше за нив, но јас и брат ми кога бевме мали, по 5-6 години, 7-8 години, ја скинавме, сликата е оштетена, но сепак останува како успомена, оваа слика досега не е објавена. Може има објавено некои други фотографија, но оваа слика не е објавена. Да, ова е навистина реткост. Карпуш знаеме дека загина во Билјача, во Билјача, 44 година. Ти кажувале ли какви биле тие борби, не се сеќавате ли на тоа, според кажувањата на Па видите вака, татко ми и мајка ми порано, ние славевме во Југославија, ние славевме 1 мај и Нова година. Додека пак одеше кај роднини, кај чичовци, кај дедовци кои славеа верски празници. И ќе се сретнат и почнуваат да расправат како било во војната, ние деца само слушавме. Како било, што било, како се бореле, што се бореле. Да, тој беше убиен во таа борба. Одиме понатаму. Ова фотографија е по завршувањето на Втората светска војна, 45 година. Ова е 45 година, кога еден другар на татко ми оди во войска. Каде е ова сликано? Ова е на железничка станица сликано. Во Куманово. Во Куманово. Добро. Испраќање војник во војска. Другар на татко ми, по име не го знам кој. Да, интересна фотографија. Не го памтам. Одиме понатаму. Ова исто така, после ослободување, фотографија, татко ми со неговото друштво, татко ми е со кашкет, а доле во средина е Бранко Бува, покојни. Основачот на Бучен Козјак. Основачот на Бучен Козјак. Така. Газда на Бучен Козјак. Убави интересни фотографии. Меѓутоа, оно што сакам да ве прашам, договорувањето во тој период било навистина многу добро, имало почит еден према друг. Еве оваа фотографија зборува. Оваа фотографија пред војната, Чичко ми е тука скрос од оваа страна, ова се неговите другари, другарувале, се дружиле. Да. И останало спомени од тогаш. Што ти има кажува на татко ви на вас од тоа време, како се дружиле тие, како им поминувало детството и така натаму? Па се дружиле во поголеми групи, имало игранки, имало матинеја во тоа време, не во обим како денеска, но складно со времето. Да. Еве ова фотографија 1940 година. 40 година, тоа е исто така другари на мојот Чичко Тоде, еве го тука на клупа, со исправена глава горе, со коса нагоре. И што кажува дека Чичко ми ова големо друштво многу се дружил. Големо друштво. Имал големо друштво во тоа време. 42 година. Ова е 42 година, слика на Чичко ми, последна слика пред да излезе во Партизани. Потоа нема некои посебни фотографии, но таа е последна. После 2 години тој излегува во Партизани. 3 месеца подоцна излегува и татко ми во Партизани и така. Така, сега кажете ни, вашиот Чичко заминува во Партизани, меѓутоа после брзо време и тој ќе биде убиен. Чичко ми заминува во Партизани, во борби и мислам дедови, пардон. Не, Чичко ми. За Чичко ви, да. Чичко ми. Добро. И тој после во борба со четници, како татко ми кажуваше, бива убиен, а татко ми до него бил. Чичко ми убиен, татко ми останува жив. И како што кажав порано, со името, значи Чичко ми Тоде. Инаку, кога излегувале во Партизани, они имаат свое, секој си имал свое име посебно, таинствено, како да кажам, конспиративно. Така да Чичко ми и татко ми ги нарекнувале
се нарекнувале Мендол во тоа време. Па и после тоа и останало на нас. Да, во тоа И време. нас, децата и брат Да, многу кумановци ден денеска се препознаваат по своите надимци. надимци. Да. Ова е погреб на Чичко ми, кога е убиен, донесен во Куманово, потоа погребан на гробишта и од гробишта моштите му се однесени во спомен Костурница, каде и ден денеска се Тука во наводиат. Куманово. Да. Овдека во Куманово спомен Костурница. Повторно фотографија од ова незаборавно другарување. Исто тоа е другарувањето пред да излезат во партизани во Куманово. Ова Друштво е на интересна татко ми слика. кои што јас луѓе, тоа се стари луѓе, не ги Да, знам, ова не се ги интересни фотографии, еве, ви гледаме дека во тоа време имало фотографи кои работеле, кои сликале, ги сочувале овие навистина многу убави спомени за генерации и генерации. Така. Одиме понатаму. И сега овдека интересна фотографија. Видите, овдека е фотографија на занет со Чичко ми и татко ми. Татко ми, мада како млад, после завршување на 4-то оделение, се занимавал со калајџиство. Но Чичко ми се занимавал со правел тули, цигли. Така. И татко ми повеќе време били со него, работеле заедно, заработувале за корка леп. Сиромаштија била голема. Да, во тоа време има и податоци дека имало многу занаети, мутавџија, казанџија, опанчарски Така и други занаети кои ден денеска се раскажуваат меѓу генерации и генерации. Да. Што има кажувано твојот татко за занаетите? Се сеќаваш ли ти нешто? Мојот татко за занаетите други раскажуваше, но не така. Највеќе раскажуваше за неговиот занает. За неговиот занает како калајџија. И дали Татко можеше тој со тој занает да одржува фамилијата, да функционира едно семејство во тоа време? Па можело да се издржува, но дедо ми и баба ми биле разведени во тоа време уште пред рат. Така да татко ми и брат ми Тоде биле оставени кај дедо да ги чува. И он ги чувал колку можел, он бил зидар у тоа време. Да. Колку можел да ги чувал, но и они си заработувале уште како млади. Одиме понатаму. Така. Ова е снимка кога татко ми бил во второ оделение во основно училище Кристијан Карпош, кој и ден денеска постои. Кој е во учител со... Не би можел да се сетам. Да. Татко ми го зборуваше, да сум гледаме заборил. Одамна како било тоа. Учениците во тоа време биле облечени? Да. Интересна фотографија. Татко ми е горниот ред од десна страна прв, втор, четврти поред. Одиме понатаму. Ова е нова фотографија. Тоа е исто фотографија, татко ми во четврто оделение. Овдека татко ми е доле, еве, тука прв, Еве гледаме втор, како од доле десна страна. учениците клекнале на колена. Да, за да се сликаат. Да може фотографот да ги Да. фати сите. Ова е една исто многу стара слика од Куманово низ годините. Оваа слика е 44-та година, 45-та, у март месец, кога се жени татко ми, мајка ми е Гиланка. Од Гилане. Гилане, Така. да. А ова е кога она излегува со деверот. И после татко ми се придружува како младожења и одат на... Како поминала свадбата? Што ви има кажува на татка? Свадбата поминала скромно во тоа време. За невеста се сеќавам, Чичко Ѓоце во општина работеше, кажуваше дека он правел на мајка ми кондури за свадба. Специјално. 45, специјално за свадба за неја. Да, тогаш тоа Скромно се било тогаш у одбележувало, тоа да. време, но се разговараше, се зборевше, децава знаеме. Ова фотографија нема година, меѓутоа е доста стара исто. Ова исто стара, некаде 54-55 година, тоа е Джиков и татко ми на прослава во
предпријатија кај што работеа, не можем да се сетам кој. Кумановско поле беше предпријатието, ми се чини, на прослава на Нова година. Нова година... Утрото. Утро. Значи увертира пред... Не пред, се чека Нова година, па утрото се собира. На 1 јануари. После да, так. На 1 јануари се пиело грејана ракија, се седело, еве како било скромно пречекувано во тоа време. Неколку години после војна. Во тоа време Нова година, па според кажувањето е било единствено во Соколани и некои други места. Други места, мислам дека не. Ова е прикажано во предпријатието. Во предпријатието, што работел татко ми. Ова исто во поново време, некаде почеток на 60-тите години, тоа е друштво на татко ми. Ова е на некоја тераса. На тераса од некоја зграда, не се сеќавам ни на која зграда. Важно, ова се другарите на татко ми, тоа е Цветко инженер, кој беше прв директор на градежно предпријатие Козјак, па потоа беше председател на извршен совет на Куманово. Така. Тоа е другар на татко ми. Потоа Бранко Руле, доле што чучи, и со наочари Киро Цвекираш. Тоа е друштвото на татко ми. Ова е доста студено време, 1967 година. Еве јас позади слика ги има запишено. Живко Фетак, да. Среќко, Бранко Руле, Кочо, началник на полиција во тоа време. Да. Киро и Драги Мендол. Само момент да видам ова. Да, Киро Цвекираш. Така. Ево ще еднаш да покажеме. Ова е друштво кое живеело доста добро и се служувало. Така е. Одиме понатаму. Исто и ова е друштво на татко ми. И тука се наоѓа доле чучнат Бранко Руле, другар, а ова е тетка Тале и не знам како се викаше, моментално не може да ми текне, покасно ќе ми текне, на татко ми другар, жена му беше тетка Тале, не може, Боро. Понадимак, добро. Понадимак не може да ми текне. Ова е некоја слика од партизани. Ова е слика 44-та година снимена кој некој чешмиче во некое село, не знам, Чичко Васе додека беше жив ми кажуваше, но сум заборавил во кое село. Активно уште се водеше војна у тоа време. Се водела војна у тоа време. Личностите кои ги познавам, овдека е татко ми со шабурава, овдека е Панче Пешев со петокрака со ова капа. Други од борци не можам, само можам да се сетам дека ова на крај со кашкет е Васе Прасе. Васе Прасе, он долго време живееше во Скопје. Како горе старите кумановци го знаат. Ова е слика кога борбите биле најжестоки, некоја пауза веројатно. Во пауза. Ова е слика кога јас сум имал 1 година. Ова е мајка ми, а ова е јас кога сум имал 1 година, останала успомена. Тоа е 50-та година снимано. Може да ни раскажеш некои интересни моменти од детството, како се живеело во една куќа скромно, велат стари кумановци, во една куќа седнеме 8-9 деца, еден казан за сите, кој колку јаде, за другите ако остане. Многу тешко било детството на сите. Така е. Така е. Во тоа време ние бевме 4 деца. Татко ми работеше, мајка ми не работеше. Во тоа време се купуваше брашно. Татко ми секој први кога ќе земе плата ќе купи следување. Уз следување обавезно и по еден џак брашно. Мајка ми месеше. Во зимно време лебот го печеше во фурна на огин. Так. Летно време имаше фурни низ Куманово. Секоја мала имаше своја фурна. Чак у наша мала имаше 2 фурни. Сеќам Боризова фурна и фурна на Чичко Стојан. Кај сакавме таму носевме, по 4 леба обавезно носевме да се печат. И така се раневме, така растевме. Ова е слика која треба да се прокоментира. Така е. Ова кога сте биле на след некој веројатно. Не, ова не е след, ова е
Ова е слика Ден на Црвен крс. Црвен крс. На денот на Црвен крс, ова е слика на брат ми Зоран, и него исто така Мендел го викаат. Ова е учителка Рада, неговата учителка. Малите деца во тоа време носија само црвен крс, бела трака со црвен крс на раката, додека повозрасните деца во тоа време се облекувавме во жива хартија. Еве, јас се облекував во жива хартија. Или ќе напишеме нешто, или со некои символи, со некои значи, на еден начин го одбележувавме тој ден на Црвен крс во Куманов. Ова е сликано негде, брат ми е 53-то годиште. Ова е 6. 6-та некаде, 61-та, така нешто, 6-та. Ова е мојата фотографија од прво оделение. Ова е мојата учителка Радунка. Така, одличен педагог. Одличен педагог. И овие се кои од твоите постарите другари. генерации ја знаат која е учителка, Велевич Радунка. Може да ги кажеш некои овие твои другари и другарки кои си учи? Еве овдека е Анкица Не мора. Филиповиќ, Так. Биба Филиповиќ, обете се во Белград живеат. Овдека Властимир Тричковиќ доле, еве доле е Миомир Јорде Петровски, он е жив. Так. Мислам ги сретнувам. Како још други некои? Еве јас сум некаде во средина во Палтово. Па еве колку што гледам нова Жути. фотографија, 40 деца сте биле во класа. 40 деца во прво Да, оделение, полно. така беше. 38, 39, така Да. нешто. Во кој училиште беше ова? Вук Караджич. Вук Караджич училиште. Добро, одиме понатаму. Ова е исто така кога сум бил мал. Брат ми беше уште како бебе, јас сум имал Каде не ова повеќе сликано? од 4-5 години. Тоа е сликано во Проевце, Кумановска како да- бања. Кумановска бања. Традиција беше секој 2 мај да се оди. 1 мај се славеше, се одеше, идеше таму, додека на 2 мај обавезно се излегуваше и се славеше во бања. Се сеќаваш ли ти како беше во Кумановска бања за тие празници? Ма како да не се сеќавам, во тоа време беше многу весело, имаше тапан, имаше музика, имаше све во живо, народ раздвижен, деца раздвижени, насмејани, Полно време беше ово. убаво, полно беше, место тешко се наоѓаше. Да. Но мајка ми ќе понесе, скромно беше, патувавме со чези, не чези, него имаше тогаш влечни коли со рамна, она како да кажам, како да се изразам, рамно постелале килими, едно друго, се качивме на тие коли со коњи и така Сега ќе патувавме ја до прашам Кисела дали е вода. точно дека дента пред 2 мај доаѓале многу кумановци тука спиеле со шатори да фатат место да може утре да се јат во Кумановска бања. Не тоа е Преспиеле. во покасните години. Во тоа време, кога ние бевме мали, зборувам за ова време, за ова време, во тоа време само можеше да се видат извидниците. Така. Извидниците со шатори, да, преку ноќ. И тие преку ноќ седат и утре да може да фатат место. Да фатат место и со своји активности извиднички. Така. Одиме понатаму. Ова исто така извод на прослава на 2 мај на Кисела вода. Ова е Еве се друга гледа дека играат оро тука. и си играат оро Да. луѓево, а ова татко ми се има сликано со неговиот другар Бранко Бува, што спомнав. Спомнавме, да. Што карактеризира оваа слика? Оваа слика карактеризира завршување на предвечер, завршување, поваѓање на кај дома, исто така на излет во Кисела вода, на поваѓање беше убаво време беше, цело време беше паднал дожд, малку, мајка ми подоблечена и татко ми со палто, овдека, ова сестра ми мала, ние сме вамо од позади. И да си заминете дома. На кај дома. Исто така и ова е, не би многу коментирал на оваа Да. фотографија, само ја чувам ете така како успомена за сеќавање за прослава на 2 мај на Кисела вода. Многу беше популарно. Добро. Се одеше... Од кога поентата беше полно? Ранните утрински часови се беше Од раните, од изгрејсонце па натаму. и до вечер се полно. До вечер. Сега, се дешавало некогаш дожд да падне па порано си. Ама тоа ретко бивало, ама било многу весело.
Имало Кумановска забави за бања деца. било интересно место за Куманов. Интересно место за кумановци, така е. Исто и таа фотографија е дел од 2 мај, прослава на 2 мај, само одделна фотографија, мајка ми, брат ми тука. Така. Брат ми имал 2 или 3 години само. Ова слика па е исто така прослава на 2 мај, ама не во Бања Кумановска, ова на Студена вода. Изнад село Прекрасно Добршане. место, убаво Изнад место, село да. Добршане. Тоа прикажува И како таа била било. посетена многу. И таа била во тоа време и Добршане, и Студена вода била посетена и во Проевце, таа Кумановска бања. Оделе ли луѓе во тоа време ваше во Студена вода? Имало ли народ? Имало народ, да, но повеќе оделе Во Кумановска во бања. Кумановска бања. Ова е дел од Гројзелбер. По наши обичаи, Значи ова стара традиција која се стара негувала, традиција. Гроздобер, Ова е фотографија снимена некаде пред земјотресот, така. 61-62 година, така да со сите тие обичаи, со коли, со едно друго, после ќе почнеме со берба на грозје, ќе се работи и ќе дојде време за ручок. Да. Кога ќе дојде ручок, мајките, секоја која што понела или газата што донел, што направил, се ќе се постеле доле на земја и на земја сите ќе јадеме, ќе појадуваме и ќе продолжиме со берење на гројзи. А ова фотографија исто така е кога јас сум бил 600 оделенија пред земјотресот. Во Скопје ова? Во тоа, молам? Каде ова? Во Скопје? Не, во Куманово. Во Куманово, добро. Во Куманово, кај споменик на Магдалена Автова. Да, така е. И имаше тогај обичај, денот на сообраќај, цела недела од сите школи се одбира ученици, се облекувавме во сообраќајна таа униформа, како да кажам, и машки и женски, и се обучувавме за регулирање на саобраќај. Цела недела денот на саобраќај, како беше од сите школи. Вие сме овдека представници од Вука Раđić, овдека сум јас, овдека е Боба Сарделиć, овдека е Весна, овдека сега не можам сите да е, ова е Трајанчо во Канада се исели. Во позајне го гледаме легендарниот Јосип Броз Тито, дали го имате вие видено во Куманово кога дојдел? Да, во Куманово го имам видено на 2-3 пати. Еднаш со воз помина, еднаш доваѓа се редевме како пионер со она пионерска барама. Так. Не водеа, носевме цвеќе, но деца како деца, пројде со автомобилот. И ве позна. Да. Ова е, па може да кажеме, една од поважните фотографии што вие ја донесовте. Свечено отворање на браната Липковка. Да, ова е свечено отварање на браната Липково. Тогаш имаше големо славље. Тоа е 1957 година. Ова овдека е татко ми, тука мајка ми, овдека е Денко Кукуњавка, тоа е сестра ми, Мица, јас овдека и Зоран. Постарата сестра моја не беше. Се сеќаваш нешто тука. ти од тој момент? Па се сеќавам на музикава, се сеќавам на раздвижено, се сеќавам на луѓето. Тогаш мене не ме интересирало ни политика, ни ништо, а гледам и кај луѓево исто така. Тогаш не се разликуваше дали се меѓу нас албанци, дали се роми, дали се некој друг. Важно, општо веселје имаше за успех кој е постигнат со изградба на оваа брана. Општо задоволство. Имаше една многу еуфорија, народ. како да кажам. Да, на таа церемонија многу народ. Многу народ имаше, многу народ. Да не можеш да се искажеш. Знам, се сеќавам една падина, така беше, целото беше заземано. Така. Луѓе како на излет со... Сега, После, треќа. одиме, Ова е слика, јас како падобранец пред припрема за скок на нашиот аеродром Аџитепе. Ова беше Поликарец.
со овој авион можеше да се изведува само еден скок. Да ве прашаме на работа. Да се биде падобранец, што е потребно? Да си храбар? Да се биде падобранец треба прво да имаш волја и храброст. Како се чувствува Тоде кога скокал од токави висини? Ви бил страв? Малку необично, но многу припреми сме имале долу на земја. Да. И теоретски и вака практични, така да стравот исчезнува кога. Колку години бевте падобранец? Падобранец бев се до војска. Се до војска, а ова е на база у Вршец 15 дена бевме на база од цела Македонија, тука имаше од Струмица, од Скопје, од Охрид, падобранци и 15 дена вршевме скокови, бевме на. Дали сте имале некоја... Тоа беше меѓународен центар, Вршец беше меѓународен центар за воздухопловство. Дали сте имале некојаш непријатна случка кога сте биле падобранец? Би било некоја страф? Па видете, некоја ситуација? Мене од прв скок не ми беше страф, но од втор скок да. Почувствувам некој страф и наставникот Лазе, тогаш ни беа наставници Лазе и Нада Ицева. Така. А на ниво на Југославија Боснич и Стане Дебељак. Тоа се врхунски инструктори падобрански, али да продолжам за стравот. Колкава височина? Скокавме од 800 метра. Тоа. Од таа височина и кога први пат не ми беше, вториот пат викам наставниче, може ли да викам? Вика, вици, и отиде. Ово војска сум бил падобранец, исто така у Ниш. Со шапка, тогаш единствено само нашата елитна единица во Ниш, 72 година, носеше беретки, сите други носеа титовки. Цела Југославија. Каква беше војниот рок? Војниот рок беше 16 месеци. Тежок ли беше? Тежок не беше, обуката беше многу тешка. Разни справи, разни тија, но како млади тоа се совладува. Тоа ако имаш волја, ако имаш ентузијазам. Добро, ова е мојата слика после давање на заклетва со мојот колега, компањон, чинара Ерол од Хрватска. Никогаш, мислам, тоа дружење, тоа едно не можем да заборавам. Слушате ли со него некогаш или немате контакт повеќе? Не. До свадба, додека да се оженем, одржававме некои врски со писма, имавме некои размени, сега не, тоа. Да, и денеска имаат многу овие постари генерации да се дружат со колегите од некогашната ЈНА. Да. Тоа е убаво другарување, останува за секојаш. Ова е давање на заклетва од нашата елитна единица. Ова е полковникот, нашиот командант, полковникот Јович со бркови. Сите носеа беретка, он носеше кокарда на капата, а ние носевме обични беретки со звезда петокрака. 70, тога беше цела Југославија. Добро, ова се Еве јас како војник падобранец. Во тоа време сте се допишувале дома со писмо, не имало... Со писмо, со девојка. Не имало интернет, Фейсбук. Ретко имаше телефони, но телефони многу ретко се употребуваат, така да... Ова сум јас на вежба со комплетна опрема. Главен падобран, резервен падобран, кацига, оружје, наоружање. Доста тешко. 18,5 килограми. На грбот. На грбот. Исто тоа за време на заклетва со друштво. Добро. И тоа за време на заклетва и тоа. Сега, Жеглјане, основање, прослава за основање на Трета македонска ударна бригада 64 година. Да, 64 година. Татко ми на прослава на основање на Трета македонска ударна бригада, од една страна, од друга страна па јас како следбеник негов, како негов син, заедно со феријалци се организираше марш. Марш се организираше, се спиеше во Драгоманце и наутро стизавме во Жеглјане. Наутро? Бидеме и ние дел од таа прослава. Наутро топол чај?
и одите понатаму. Навечер спиење со Така. само на едно кебе и толку. 59-та година. Ова е прослава 59-та година, ова е прослава по повод на ослободување на градот на 11 октомври со сите тие борци, активисти кои се биле во тоа време. Ете, на еден начин останала успомена и од тоа. Флаши пиво, црвено вино. Црвено вино, ракија, кој за што е. Так. И така. Ова е интересантна фотографија. Татко ми кога одеше на лов. Ова е фотографија снимена пред да отпочне свечено отварање на ловна сезона. Тогај имало обичај, кога ќе се отвори ловна сезона, обично на празник 11 октомври, било некои свечености, некои обичаи правени и ќе се распоредат по групи и ќе поедат во лов. Каде твојот Имало татко музика. одел по лов најповеќе? Или кумановци кога оделе, каде оделе на лов во тоа време? Ти има ли кажува на таткови? Па има Во кажувано. околни села? По околни села, па тамо скроз до Билјаковци, па после овој дел овдека према Матејче. Да ви објаснам терените многу убаво, не ги знам, мада и јас сум бил ловџија од 1970 до 1990 година. Се враќал ли вашиот татко со лов дома? Да, обавезно. Што најповеќе? Обавезно. Најповеќе јаребици, зајци, имаше многу зајци во тоа време. И секогаш за Нова година кога сме славеле, обавезно имаше заец кај нас. Така. Ова исто фотографија, јас веќе повозрасен како ловџија, учествував во акција на преселување на зајци како ловџија. Ова до мене, што ме држи под рака, тоа е Перо Менков. Перо Менков, другар на татко ми исто така, а овој човек беше брашнар по име, не можам да му се сетам. Важно, тогаш за да не платиш полна чланарина, учествуваш во некои акции, добиваш поени и по тие поени плаќаш помалку Бидејќи чланарина сте биле за лов. ловџија, да ни кажете што е најлесно да се острела? Па за мене Заекот е брз. За мене најлесно е да се острела јаребицава. Само за јаребицава треба да имаш и предзнање, а кога ќе стрелаш во јаребица, има луѓе кои што стрелат во јато, но ако фатиш една јаребица на нишан, една јаребица да ја фатиш, таа нема промашај, ретко се промашува. Имаат кажувано... Едно правило, второ правило, Да. што сум учел од татко ми, вика, никогаш немој, ако ги видиш јаребиците доле на земја, немој во нив да стрелаш. Не е спортски. Спортски е јатото кога ќе се дигне горе. Си имал ли некоја средба со некој волк при ловење? Не, со волк не сум имал средба, сме наидувале на траги од волк, од мечка, ама во живо не сум видел. Да, имаат кажувано луѓе дека тоа е вака доста голема возбуда кога ќе се сретне со волк. Не знаеш како ќе реагира, бидејќи тој има доста, како да кажам, непредвидливи моменти во неговото однесување на волкот. Дали Точно. може дури да ве нападне? Да, тоа е се така. Видите, спремен сум бил. Ние сме биле спремни и на волк, сме биле спремни, знаеме дека и мечка имаше у тоа време во наша околија горе. Како да ви кажем, ова копилјача натамо тој дел. Но се воведе во тоа време и испит ловачки. Без ловачки испит не можеше да излезеш да ловиш. Си припремаш и теоретски знаеш трага на мечка, знаеш трага на волк, знаеш трага на заек, знаеш јаребици едно друго. Потоа имало акции за прихранување на животни. Имало многу така акции. Многу интересни работи. Интересни. Лов не е само ти да отстрелаш животно за месо, него малку да осетиш и од она спортското што е во ловот. Ловот е било и другарување. И Потоа другарување. се седне Заедно и се разговара, впечатоци, како било, што било. Така е.
Ова исто прекрасна фотографија. Ова фотографија е пречек на Нова година во Соколана. Во Соколана, тоа се другарите на татко ми, тука е Трајче Самарџија, тука е Ове Ѓоко, крајот на тука е 56-ти години, така. па негде 56-7 година. 56-7 година. Сега да го прашаме, Тоде, што паметиш ти од Соколана? Знаеме дека тоа е бренд на Куманово. Какви спомени имаш ти од тој објект? Видите, јас од Соколана, многу ме привлекувала Соколана. Јас не сум бил по тие спортови, да кажеме, ракомет, кошарка. Мојот спорт е падобранство бил. Јас сум заљубен во падобранство, тоа и останало кај мене. Но, сум имал другари, сум имал пријатели кои што се вежбале, кои што оделе во Соколана, сум одел на утакмици, сум гледал утакмици, сум бил заинтересиран и за кошарка, и за ракомет. Знам, кошарка се играше внатре, ракомет имаше и надвор терени, и надвор се играше. Цел град беше тамо, се додека да се изгради новата сала. Кога се изгради Си одел ли на оние матинеа игранки? На матинеа не сум одел, а сум одел на вечерто на игранкиве. Ево, Сме пиши оделе, ми како тогаш изгледа една игранка. Па еве вака. Со друштво ќе дојдеме, кој има девојка со девојка ќе дојде, кој нема девојка таму, ќе бираме, ќе играме. Ретко било одбивање, тогаш имаше и војска многу, и војници влегува, па понекој пати ќе настане по некоја тепачка. Тоа е се тоа, на маргините. Полно ли беше? Полно. Не да беше полно, беше преполно. Со музика? Музика актуелна у тоа време. Имаше дами бираат. Имаше, како да ви кажам? И она што е најважно, многу љубовни врски. Многу љубовни врски имаше. Многу љубовни врски, колку ја памтам, најмалку бар едно 10 до 15 кои се оствараа и се зедоа Благодарејќи на Соколана. Благодарејќи на Соколана. Соколана беше главното место во тоа време. Затоа што спортската сала многу потоа се изгради. Да. Целата активност беше таму, како да ви кажам, цело Куманово таму. Меѓутоа, вие во И ден вашето... денеска се гордеам. Ја и денеска кога ќе отидам се гордеам со Соколана кога ќе ја погледам. И ќе се гордеам, мислам додека сум жив. Колку време стоиш пред Соколана кога ќе отидеш таму? Од возбуда? Најмалку 5 минути. Најмалку 5 минути ќе застанам. И го враќаш филмот назад. И го враќам филмот, како било. Да. Многу кумановци ден денеска раскажуваат за овие ваши незаборавни игри во детството, кои подоста беа применувани кај овие средна генерација, но денешната генерација не ги применува. Имало тука коле, деледе, па други игри да ни кажете. Да. Во тоа време имаше обичај коле деледе и да се станува рано наутро уште во ноќ и да се пое коле деледе. Ние ќе пееме песна, а старите луѓе ќе ни дадат некој коштанче, ќе ни дадеа некој орев и ќе ни дадеа паричка. И одете од куќа на Али куќа. татко ми не пушташе, пошто татко ми комунист, не сака да се чуе дека ние ќе се искрадеме, некако ќе излеземе во темнина со брат ми, ќе се облечеме и по коледе. И на крај ќе заврши коледе, ќе съмне, ќе дојдеме дома, ги чуваме парите и кога ќе заврши тоа, кога ќе се смири ситуација, со тие пари ќе одиме во сликарница и ќе се сликаме. Ете тоа сме ги трошеле парите. Така. Меѓутоа имало и игри, така наречена игра на джелик. Може да ни кажете тие ваши детски работи. Имаше, така е. За време, прво ќе спомнам за прочка. За време на прочка, тоа е... Кои беа обичаите? Обичаите, еве вака. Обичаите беа женските деца да се облекуваат во народни носии. Па некои од машките се облекуваа, ама повеќето женски се, онда не само девојчиња, и постари жени, ете така, обичајот беше така. Ке се оди по јајца, тоа беше ритуал, да се оди по јајца, куцање со јајца. Кога ќе се заврши со прочка, утрето ден се викаше чист понеделник. На чист понеделник се одеше на кисела вода, се играше джелик. Джелик тоа беше, како да ви кажам, еден стап поголем, да не кажам
да не кажам 50-60 сантими, едно малечко по десетина. И со него се игравме, па кој ќе победи ќе мора да кленза до джеликот и да го врати назад. И после пак продолжуваме. Додека женските игра кленза војска. Женските игра јуже, на јаже. Так. Ке вртат јаже, ке рипаат, ке прават. Немало тогаш компјутери, немало телевизор. Тогаш, у тоа време, Меѓутоа, Вика, ево, овие стари кумановци велат во летно време, вика, седнеме пред било која куќа на некој место, си кажуваме приказки. да, така било. Кај нас, во нашата улица, конкретно ќе ви кажам, а осем во наша, така и било и во другите улици. Тие улици порано ги викавме мала, во мала. Така. Секој дел на град си имаше своја мала. И јас, колку се сеќавам, во нашата мала имаше една постара жена од нас, 10 години, сигурно се викаше Лина на Стојан. Она ќе не собереше сите деца помали што сме, па ќе ни кажува приказки Какви на приказки ви сијалица. кажува? Какви приказки? Обични приказки за деца, шаливи. Сега не можам да се сетам, да ви кажам, ама така ни поминувало време. Она имаше таа дарба да кажува приказки, така, она после се одаде таму у Далмација некаде. Да. И тоа ни беше насата. Родителите не викаат дојдете, не доваѓаме, дојдете, се додека не дојде да не соберат. И Така било. она незаборавна жмурка игра. Жмурка имало игра лопови жендар. Така. Едни бркаат, едни бегаат. Лопови жена сме знаеле да се криеме доле во Бејтемлин, па сме се качувале горе, па чак сме оделе, сме трчале и до железничка станица горе. Меѓутоа и она што го символизира Куманово во тоа време, имало многу снег, многу долги зими и било доста студено. Како ги помните вие тие зими? Сте се играли надвор со санки и така натаму? Да. Во тоа време имаше големи зими, јас со многу снег, јас убаво се сеќам прво, второ, трето оделение, кога снег ќе паднеше крај на ноември, не се топеше до март месец. Само се додава, ќе се стопли време, неколку дена ќе е добро, пак снег, ќе се стопли, неколку време ќе е добро, пак снег. Во тоа време со санки се санкало, се санкало, се скиело и со сличуги. Сличуги, тоа една скија имаше, стававме на една нога. Некој ода и со две скија, ама на една беше најпопуларно. Така. Потоа, бидејќи беа ниските температури, имаше лизганици. Лизганици имаше не само по Маала, по ова, него и на центар. Туку имаше војска, по тие лизганици и војска се лизгаше. Тоа беше атракција за време на Добро, зимските периоди. Кога ќе се видите со овие ваши другари од детство, разговарате ли за овие моменти, се потсетувате ли, евоцирате ли спомени? Да, обавезно. Што повеќе старееме, повеќе Се видувате, се видуваме, евоцираме така. Еве може да ни кажеш. Мада многу мали се тие средби. Да. Може да ни кажеш некој интересен момент од твоето детство кој ден денеска не си го заборавил? Некој момент кој ти останал во сеќавање? Па не знам како да ви кажам. Се сеќавам само на еден мој комшија кој се викаше Љупчо. Уште е жив. Со санка. Сум имал прилика да го видам, имаше најубави санки, се збореше дека Љупчо има најубави санки у Куманово. Тој ќе се спуштеше од кај Соколана, ќе појдеше доле и ќе со санките ќе отиде скроз доле до вториот мост на Кумановка, на река Кумановка, без да се запре. Немаше многу сообраќај. Немаше сообраќај, да. Тогаш нема се сообраќај, тогаш имаше, бидејќи имаше многу снег, имаше конски запреги со санки. Да, исто така во тоа време оделе Кумановци во на сладкарница кај Осман, незаборавна. Кај Осман сладкарница, така е. Потоа сладкарница на Моша Пијаде, на Салеп, Бенквик се викаше. Така. Потоа пивница, во пивница одевме. Меѓутоа, пак ќе кажеме дека најмногу се пиела боза. Боза најмногу се пиела. Еве и традиција останува и до ден денеска има боза се произведува, кој сака може, ево има сладкарница боза. Така. Се задржата. И да се вратиме во денешниот живот, Тоде Георгиевски, Мендол, нашиот гостин,
има сопруга од Украина. Како дојдовте до контакт со неја? Како ви поминува животот? Знам дека тоа ќе ме прашате. Видите вака, јас полно време, животот се поиграл малку со мене, не сакам многу да зборувам за тоа, но еве што ме прашате ќе ви кажам за мојата сопруга. Со неја се запознав преку овие социјални мрежи. Имаше една руска Румамба. Се запознавме еден-два пати, јас појма немам. Ја на руски само знаев 2 збора, да кажам. Али дружев со Китан, професор по руски, Китан Стојановски. Тој ми помогна. И вика, ајде одбереме некоја жена, може би ќе имаш среќа. Одбравме и ми се падна на мене Татјана Иванова. Договоривме со Китан, бевме у Софија, она дојде со воз од Киев, од Украина. Ја пречекавме, дојде 2,5 месеца седеше кај мене. Виде какви ми се намерите, дека стварно сакам, дека не можам без жена. Беше на тестирање? На тестирање. Добро. 2,5 месеци. Потоа отиде, размисли месец и пол, после месец и пол пак дојде и еве 4-та година како сме во брак. Како ви во бракот? Добро? Бракот ни оди одлично. Има разбирање за мене, за мојата фамилија и за се. И вие сега руски зборувате перфектно? Руски зборувам, да ви кажам, не сум ни свесен колку сум научил. За тоа време, додека она беше во Украина, нешто ми помогна Китан Стојановски, ми помогна за учење на руски, а нешто преку интернет. Така да, после кога се средивме со сопругата, руски продолживме да зборуваме, на почеток не се ни разбиравме. Кога гледав парада, да не претерам, ама негде околу 90% Путин го разбирам што. Сега не знам, ја не можам 100%, јас не знам да пишувам, ама знам да читам руски. Значи, Тоде Георгиевски се омажи преку социјални мрежи. Така. А вела дека поприродно, поубаво е вика контакт лице во лице, меѓутоа и тоа нема правила. Нема ни тука правила, еве, како Господ да ми ја навртал во стари години. Твојата пример. Мојата женичка. Добро, господине Георгиевски, ви благодарам што бевте гостин. Значи, кажавме многу интересни работи за нашето Куманово. Вие се и ден денеска веројатно гордеете што сте дел од фамилијата на нашиот правоборец Тоде Мендол. Така е. Се гордеам. Уште еднаш ви благодарам и ќе се видиме во некоја друга прилика, ќе ни донесете нови фотографии, бидејќи ова што го прикажавме денеска навистина е многу реткост и убави спомени за генерации и генерации. И од мене голема благодарност. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата Нов ден. Имате пријатен ден со нашата програма.